Според некои истражувања, наставниците вообичаено поставуваат 1000 прашања во текот на една недела. Најчесто тоа се затворени прашања и се во функција на проверка на тоа колку учениците запомниле од содржината и делумно како ја разбрале. Често наставниците сами одговараат на тие прашања. Додека го изработуваме моделот, ќе треба да се мери продуктивното и непродуктивното време на секој член од тимот. Дали некој може да предложи на кој начин да го направиме тоа? Има некој некаква идеја како да го мериме тоа време? Ако например еден тим другиот тим ќе мери работа, неговото време. Клучен момент при прашувањето е времето на чекање, што наставникот дозволува да помине меѓу неговото прашање и одговорот на ученикот. Зголемувањето на времето на чекање повеќе од 3 секунди е позитивно поврзано со подобрувањето на ученичката меморија, зголемувањето на должината на одговорите и зголемувањето на бројот на интересни и логички одговори. Како било общественото уредување? Каква држава живеа во Османската империја? Каква била државата Османската империја? Еве неколку сугестии како да поставувате ефективни прашања. Употребете отворени прашања од типот зошто, како, што можеш да заклучиш, што мислиш за... Тие развиваат вештини за размислување и бараат од учениците да покажат разбирање и толкување на информациите, да анализираат податоци, да синтетизираат идеи, да направат реконструкција на текст или слика, да го вреднуваат или применат знаењето во понатамошното учење. Затоа што се граничи со Средоземно море на север. И таму на север е Средоземноморска дела, а во јужните и јужно-западните делови се пустини и пустински. Сега објасните зошто во северниот дел е Средоземноморска, а во централниот и во јужниот дел е пустинска. Видите се да најдете одговор. Ајде. Побарајте од учениците и сами да поставуваат што повеќе зошто прашања за материјалот кој го учат. На тој начин, тие се активно ангажирани за разлика од прашањата кои се насочени на буквално ниво на разбирање. Поставувањето зошто прашања им помага на учениците да ги воочат клучните врски помеѓу различните информации и подобро да ги запомнат нивните детали. Оспособувајте ги учениците сами да си поставуваат прашања додека учат. Тоа ќе им помогне да ја зголемат свесноста за тоа што го учат и ќе ги подобруваат вештините за логичко размислување и решавање на проблемите. Само прашувањето е корисно при истражувачка работа. Исто така, поттикнувајте ги учениците сами да си одговараат на прашањата што сами си ги поставиле. Не им давајте на учениците точен одговор кога првичниот одговор не е добар или е нецелосен, туку поставувајте им дополнителни прашања со кои ќе ги насочувате и охрабрувате да размислуваат. Ајде да видиме, бидејќи ќе ни треба продуктивното време и непродуктивното време на секој ученик, дали некој може да предложи како ќе го направиме тоа. Еве, например, како тим 2 ќе ги мери времињата продуктивно и непродуктивно на секој член од тим 1. Љупчо? Со? Добро. Меѓутоа, како ќе распределиме работата? Бидејќи тука треба да го имаме времето продуктивно, непродуктивно на Љупчо, исто, за Ема, за Дарија, за Сара. Секој член ќе се даде. Секој? Меѓу себе сите членови ќе се даде. Секој член од нашата екипа ќе мери секој различен член. Така, сакаш да кажеш, например, Сара, ти ќе го мериш времето на Љупчо, Дејан на Ема, Драгица на Сара, Блажевски на Дарија време. Воре. Групната работа промовира активно учење. Учениците учат едни од други. Ја зголемува мотивацијата за учење и ги учат вештините потребни во животот.
Најчесто тоа се тимска работа, комуникација и решавање на проблеми. Вештините за групна работа се развиваат. Не можеме да очекуваме учениците да работат успешно со самото тоа што ќе ги ставиме да работат во група. Учењето во група на учениците им помага заемно да комуницираат, да градат доверба и меѓусебна почит, но и да разменуваат идеи во текот на нивната работа. Работата во група е најефективна кога распоредот на клупите е соодветно организиран. Запазени се главните карактеристики на групата, како што е бројот и составот на учениците. Работната задача е соодветно подготвена. Да се изготви задача која што ќе ја поттикне работата во група не е лесно. Важно е задачата да е осмислена на начин што ќе ги охрабри сите ученици подеднакво да зборуваат и да работат заеднички, а не да се поттикнува индивидуалната работа. Распределбата на улоги на членовите на групата придонесува за развивање на чувство на одговорност во групата. Сите ученици се еднакво ангажирани. Откако учениците ќе се воведат во групната работа, може да ги оставите сами да одлучуваат во доделувањето на улоги. Кристина, ти која улога ја имаш во групата? Запишуваш на информации. Нина? Веќе организирана прво овие страни. И ова. Прво нема така. Добро, горе. Можете да си поделите листовите меѓу себе. Ако има за клима, нова. Улогата на наставникот е клучна во организирањето на овие компоненти за ефективна работа во група. Мисловните мапи им овозможуваат на учениците да бидат активни креатори во процесот на учење и се обидуваат подобро логички да го разберат тоа што го учат и да го структурираат своето знаење. При конструирање на мисловните мапи од учениците се бара да ги набројат